на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Може да започнеме утрешна служба со песната број 38. Господи, во Твојот храм радосно доаѓаме и со песни и фалбени сите пак сме здружени. Убаво е кога Божите луѓе доаѓаат во Неговиот храм и го слават Неговото.
Може да станем и да му благодараме. Господи, Татко наш Исусе Христе, Ти си достоен за секоја чест и слава и дојдени сме ово утро тука да те прославиме пред се Тебе. Да можеме, Господи, да Ти благодариме за секој ден дар што ни го даваш, да можеме да Те величаме за тоа кој што Ти си, жив Бог, Бог кој што има создадено се, Бог кој што држи се совршено во своите раце, Бог кој е милостив, Бог кој е правда, Бог кој е љубов, Бог од кого излегува секој изобилие, од кого излегува вистинската радост, на кого може да се надеваме и кој ни дава вечен живот. Ти благодариме, Господа, за секој дар. Ти благодариме за секоја ситуација која што ја имаме, за секоја Твоја милост искажена секој ден врз нас, за тоа што имаме живот и имаме вечен живот со Тебе. Ти благодариме, Господи, за тоа што и се уште, иако грешни, не држеш тука на таа земја и сакаш да не поучуваш, сакаш да не изобличуваш и да не направиш да бидеме слични на Тебе. Јас те молам за Твојот дух да падне врз нас и да работи во нас, Господе, да бидеме стварно луѓе, како што сакаш Ти да бидеме. Молам, Господе, да Ти ги утешеш ужалените, да Ти, Господи, ги водеш нашите животи, да Ти го благословиш Твоето Слово, кој што ќе биде проповедано денеска, не само тука, него и насекаде во светот, кој што Твоите верни луѓе ќе го говорат, да стварно допре до сите нас, да направи промена во сите нас, Господи, да можеме да бидеме луѓе кои што стварно ќе бидат сол и светлина на таа земја. Те молам, Господи, за нашата држава, за тоа што така и Ти ни има заповедено, дека треба да ги изнесуваме властите пред молитва, да Ти им дадеш мудрост, да Ти им дадеш разум, да сите одлуки кои што ги прават бидат по Твоја волја и да бидат за Твоја слава. Молам и како за нас како заедница да можеме да бидеме усредоточени на Тебе и да не гледаме, Господе, повеќе на нас или на тоа што другите луѓе говорат, него да го извршуваме Твоето Слово. Татко наш, се оставаме во Твоите таткови раце, да Твојот благослов биде на секој ден од нас, во нашите домови, во нашите семејства и на секаде каде што одеме, и Ти да живееш во нас и нашиот живот да биде одраз на тоа дека Ти имаме Тебе. Биди прославен, Татко наш, преку името на Твојот Син Исус Христос, а за Твоја слава, Исусе. Амин. Би сакал да го прочитам 33-тиот псалм. Ако имате Библија пред вас, може да се отворите и да следите. 33-тиот псалм. Радувајте се праведници во Господ. На праведниците им прилега да го слават. Славете го Господа со лира, пејте му на харфа со 10 жици. Пејте му нова песна, пејте му умешно и со восклик, зашто словото на Господ е право и сите дела негови се извршени во верност. Тој сака праведност и суд праведен. Со милоста Господова исполнета земјата. Преку словото на Господ беа создадени небесата и преку духот на устата негова сите сили нивни. Тој ги собра како во мев морските води, бездните ги става во сокровишта. Нека има страхопочит кон Господ целата земја. Нека треперат пред него сите жители на светот. Зашто тој рече и тие настанаа. Тој заповеда и се создадоа. Господ ги руши помислите на незнабожците, ги спречува намерите на народите. А замислата Господова вечно останува. Мислите на срцето негово од род во род. Блажен е оној народ на кој Господ му е Бог и луѓето кои ги избрал за наследство свое. Од небесата гледа Господ,
ги гледа сите синови човечки. Од престолот на кој седи, ги наблюдува сите кои живеат по земјата. Тој кој на сите нам им ги создал срцата, пази на сите дела нивни. Не го спасува царот голема војска, голема сила, ни јунакот нема да го спаси. Несигурен е конјот за спасување, со големата сила своја не може да избави. Но ете, очите Господови се врз оние кои имаат страхопочит кон него и кои имаат верба во милоста него, дека тој ќе ја спаси душата нивна од смрт и во време на глад ќе ги прехрани. Душата наша се надева во Господ, зашто тој е наш помошник и наш заштитник, зашто во него ќе се всели срцето наше, зашто во светото име негово веруваме. Милоста твоја нека биде над нас, Господи, онака како што ти се надеваме. Во продолжение би ја испеале втората песна, број 221.
Ќе прочитам од Евангелието по Матеј, 5 глава, од 1 до 12 стих. Словото ни вели: Кога го виде народот, тој се искачи на гората. И штом седна, учениците негови се приближија до него. И откако ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше: Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е Царството небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонуваат и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гони и пророците што беа пред вас. Добар ден и ви посакувам убаво и благословено утро. Сите сте поздравени, сите сте добре дојдени и убаво е кога Божите луѓе доаѓаат во Божиот дом и да се нахранат од Неговото Слово, да бидат укрепени од Неговото Слово и тоа Слово да роди плод во нашите срца, за кога ќе излеземе после службата, да може сето тоа и да го живееме. Колешено тие денови сега малку погодено со неколку жални случаеви. Знаеме нели дека вчера беше погребот на наш брат Павле Цеков. Ако добро сум запознат, вчера имавте уште еден друг погреб. Денеска следи еден друг погреб и тие работи кои се случуваат се жални. Погодуваат. Значи не е нешто убаво кога ќе изгубиме некој близок и кога веќе не сме со него, ни е жал. Во нашето семејство, сите сте добро запознаете, нели, дека и ние имавме таква ситуација, кога брат ми беше починан. И тешко е човек да се носи со сите тие работи. Тешко е кога имаме недостаток да најде некој радост. Тешко е кога се наваѓаме од тие ситуации, а верувам дека сите се имате сретнето да имаме изгубено некој близок, што го сакаме, да можеме да кажеме дека имаме радост или да можеме да кажеме дека сме утешени. Може би за некој треба период, може би за некој не може тоа ни да го помине ни цел живот, но убавата вест во сето тоа е дека Библијата, Божиот збор, ни дава одговори на многу прашања. И Библијата, Божиот збор, ни ја дава утехата. Божиот збор ни го дава патоказот, ни го покажува патот по кој што верните луѓе треба да одат. За жал, многу пати луѓе кои што одат во заедници, кои што одат во црква и кои што одат редовно во неделата на служби, многу малку обраќаат внимание и на песните кои се пеат, дали се за Божја слава, многу малку се обраќа внимание кај некои луѓе, не говорам за сите сега, да не биде дека осудувам,
Многу малку се обраќа внимание на зборовите кои што ги читам од Библијата, дали ќе биде псалм, дали ќе биде нешто од Евангелијата, дали ќе биде нешто од посланијата. Ни поминуваат сите тие работи на брзина и кажуваме дека веруваме во Господ, кажуваме дека се надеваме на Него, кажуваме дека Он е нашата утеха, а кога ќе дојдеме во ситуација, кога ќе се сретнеме со некој губиток, или кога ќе се сретнеме со некоја болка, или кога ќе се сретнеме со некоја жалост, што не погодува, тогаш како Божите зборови да немат никаква сила и како да немат никакво значење за нас. Кај некои луѓе. Кај некои луѓе тие зборови дават живот. Кај верните. А кај некои само поминуваат. Ако стварно Божиот дух живее во нас, ќе му веруваме на секој еден збор кој што е запишан тука во Библијата. И ќе можеме да се носиме со многу ситуации, без разлика колку и тие да изгледат тешки, без разлика колку и тие да изгледат можеби и убави, за да бидеме благодарни за тоа што Господ ни го дава, но ќе можеме да се носиме и да се подпираме на Божјото Слово, на Неговиот збор, затоа што Неговиот збор е вистински, е вечен и не е лажен. И можеме да се потпреме на тоа што Тој ни го кажува во Неговото Слово. И стиховите кои што беа прочитани од Евангелието по Матеј, проповедта на гората, точно и за тоа ни зборуваат. Ни зборуваат дека блажен е човекот и набројува неколку работи, но блажен е човекот кој се надева на Исус Христос. Блажен, значи по дефиниција само по себе значи дека човек е радосен, ама целосно задоволен од тоа што е од внатре да иде. Не од некоја причина која што ќе дојде од надвор, не од нешто да биде радосен за тоа што нешто ќе си купе, нели да поминува тоа краткотрајно, него една внатрешна радост која цело време трае. Вистинска радост, вистинско задоволство кој што може да го има во Исус Христос. И ние христијаните, или многу луѓе кои што се нарекуваат така христијани, да кажеме, читаме низ Библијата, ги читаме блаженствата, читаме низ Евангелијата и како тие зборови само да ни поминуваат и да не ни значат ништо. И пак ќе кажам, кога ќе се соочиме со некои тешки работи, наместо да ја најдеме утехата во Христос, ние се жалеме, ние кукаме, ние викаме ништо не чини, државата не ни чини, работата не ни чини, семејството не ни чини, друго не ни чини, пето не ни чини, шесто не ни чини, црквата не чини. А не гледаме, тераме причина, постојано ја бараме некоја причина од надвор, а не гледаме причината дека можеби во нас самите, дека треба ние да се очистиме и да се усмериме на Христос. Наместо фокусот да ни биде на други луѓе или да ни биде на други работи, фокусот треба да ни биде на Христос. За да можеме да имаме таа права радост, за да можеме да имаме тоа, да го имаме тоа вистинско задоволство дека сме Божи деца. Тоа не значи дека нема да имаме проблеми, тоа не значи дека нема да се соочуваме со лоши работи, тоа не значи дека нема да бидеме сведоци на некои искушенија и предизвици кои што ќе доаѓаат пред нас, но значи дека ја имаме победата и сигурноста во Исус Христос. И таа проповед на гората е доста позната и запишана ни во Евангелието по Матеј, 5, 6 и 7 глава, кога Исус седи и ги поучува неговите луѓе, неговите ученици, и 4 глава, 25 стих ни вели, и по него одеше многу народ од Галилеја, Десетоградието, Иерусалим и Јудеја, отаде Јордан. Многу луѓе го следеа на Исус Христос. И го следеа некои од нив за тоа што сака да слушнат нешто, некои од нив го следеа за тоа што сака да видат некој чудо, некои од нив го следеа за тоа што сака некој болен да биде излекуван или за да добијат нешто од нив.
Но како и да е, причината која и да е била на тие луѓе, Словото ни вели дека голем народ, многу народ врвеше по него. И сега Исус ја искористува таа прилика да седне и да ги поучува. Но пред се, вика кога го виде народот, тој се искачи на гората и штом седна, учениците негови се приближија до него. Правенствено, таа проповед на гората е била за Исусовите ученици, за 12 апостоли. Понатаму, затоа што тие беа луѓето кои што ќе го навестуват Евангелието понатаму, тие беа луѓето кои што ги отвараа вратите за незнабожците, за да може да поверуват. Тие беа луѓето кои што го проповедаа Евангелието на многу народи, за сите да дојдат до спознание на Исус Христос. Типичен начин во тоа време, нели, како учителот учи, е било да седне и да ги поучува. И се на некоја гора, таму се мисли, сега повеќе од коментарите и теолози мислат дека е било некаде во близина на Капернаум. Не знаеме точно, но ако се искачеме на некој брдо, на некоја гора, знаеме дека се ствара ехо. И нели таа порака некој што ја говори дека може да ја слушнат и многу други луѓе. Некои зборови кои што ќе бидат искажени од некој, може да стигне на подалеко. Тие луѓе кои што се биле таму околу Исус, не имат слушнано пораката, и имат слушнато тоа што Исус им говори и таа проповед кој што има Исус направено на гората. Малце да ни биде појасен и контекстот во сето тоа време, проповедта на гората е за луѓето да ја знаат вистинската суштина и вистинското славење на Господ. Вистинското предавање од гревовите, вистинското одвраќање од светот и вистинско следење на Исус Христос или на Господ. Затоа што израелците во тоа време се биле многу предадени на обичаите, се биле многу предадени на традициите и мислејќи дека на тој еден начин тие можат да го добијат спасението. Ако пазат нешто од законот, дека на тој начин ќе бидат спасени. Но Исус им ја кажува вистинската суштина на законот. Како законот од Стариот Завет треба да се живее. Како законот од Стариот Завет треба да се живее. Има 4 главни религиозни групи кои што се биле во времето на Исус. Едни се фарисеите, кои што знаеме дека многу пати го имат проповедано Евангелието, го имат проповедано Стариот Завет и се држат до обичаите. И кажуват им на луѓето, вие треба да живеете на тој начин. Ако во сабота ти работеш, не можеш да бидеш спасен. Ако ти не се молиш во одредени денови, не можеш да бидеш спасен. Ако ти не постиш во одредени денови, ти не можеш да бидеш спасен. Ако ти не даваш милостиња на тие кои што им треба, не можеш да бидеш спасен. А знаеме дека тие фарисеи го имат правено сето тоа за да бидат видени од луѓето. Во 6 глава там во Матеј може да си прочитате дека кога се молеа, одеа на јавни места за да бидат видени од луѓето и да се фалат, видиме сега ние колку сме верни и колку добро правиме. Кога даваа милостиња, ќе отидат по плоштадите, дека што има многу луѓе, ќе го видат некој кој што е сиромав и ќе му дадат милостиња и ќе кажат, видиме сега ние колку сме праведни. Кога требаше да постат, ќе ги ставеа вреките врз себе, ќе се нажалеа и ќе викат, видени ние колку сме праведни, па постиме. А Исус на сето тоа им одговараше, нели, кога веќе се молиш, влези тајно, не го прави тоа пред луѓето. Тоа е вистинската религиозност, тоа е вистинското предание на Христос. Тоа е вистинската суштина на законот. Кога веќе постиш, не го прави тоа за луѓето да те видат. Кога веќе даваш милостиња, не го прави тоа за луѓето да те видат. Прави го од срце заради Господ. Како денешно време што е модерно, нели, со телефоните да се сликаме и се да биде објавено. Како ние правиме нешто или што правиме нешто. Некои го прават тоа може би од искрено срце, некои го прават тоа за они да се добијат плусови и добивка. Фарисеите се една група кои што го наметнува товарот на луѓето дека мора да бидат по законот
и доколку не го следат законот, тие не се у Божјата милост. Садукеите, од другата страна, они се по-либерални, повеќе филозофи и кажуваат не треба ние толку стрикно да се држиме за некои работи, можеме малку по-ладово да го живееме тај живот или таа предаденост према Бог. Може да биде и така, може да биде и така. Не мора стрикно нешто да правиме. Ајде, ќе си бидеме ние тука малку по-хуманитарни, повеќе ќе бидеме социјални, повеќе ќе бидеме околу народот. Да може да им помогнеме, да може нешто да направиме, па на тај начин мислиме ние дека ќе добиеме некаква милост или некаква благодат од Господ и дека ќе бидеме спасени. Есените се трета група, тие па имат отидено во скрос некој друг крај и вела дека затоа што светот и околината околу нив е толку многу лоша, и толку зла, и толку изопачена, тие треба да се отргнат и да живеат во пустињите и таму да бидат предадени на Господ, без да бидат социализирани помеѓу другите луѓе. И на тој начин ние ќе можеме да го задоволиме Бог, па да бидеме спасени. Зелотите од друга страна, па тие се против римјаните и они одат и гледат на секој можен начин или во секоја прилика кој што имат, да одат и да убијат некој римјанин, затоа што мислат дека Божјиот народ е свет и дека со тоа што они ги истребуваат неснабожците или римјаните, дека ќе добијат благонаклонетост од Господ и дека ќе бидат спасени. И им се става терет врз луѓето, дека ако живеат или се дел од некоја група, ќе треба да бидат спасени. Или ќе може да бидат спасени. Не е ништо поразлично и денеска. Не е ништо поразлично и денеска. Кај нас се става терет да се каже, ако не си, католиците ќе кажат, ако не си католик, и ако не го следиш на папата, не можеш да биде спасен. Православните ќе кажат, ако не си предаден на православието и ако не ги следиш традициите кои што ние ги имаме во нашата црква, не можеш да биде спасен. Протестантите ќе кажат, ако не одеш секоја недела во црквата, ако не си за Божик таму, ако не си присутен у хорот или други некои работи, не можеш да биде спасен. И мислиме дека со тоа што исполнуваме некаков обичај, мислиме дека со тоа што исполнуваме некаква традиција, дека така нашата душа може да биде спасена. Во истата проповед на гората, во 7 глава, в 21 стих, Исус им велеше така на учениците и на сите тие кои што беа околу него. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден, во судниот ден, Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме, и зар во Твое име и демони не изгонувавме, и нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ќе им кажам, никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене, вие што правите незаконски дела. Ако нешто е страшно, страшно е тоа Господ да каже на судниот ден, бегај од мене, не те познавам. Тоа е страшното. Не е страшното што се соочуваме со недостатоци. Не е страшно што се соочуваме со губитоци. Не е страшно што се соочуваме можеби со некои предизвици во семејствата и така натаму. Страшното е тоа Господ да каже бегај од мене, не те познавам. И да му кажеш, ама цел живот оде во црквата, цел живот сум слушал. Не те познавам. Ако не ги извршуваме Божите
зборови и не ги ставаме во пракса. Теретот кој што некој пат самата религија или некое учење ни го наметнува е многу поразличен од теретот, од вистината, не од теретот, него од вистината кој што Исус Христос ни ја дава во неговото слово. Е многу поразличен. Исус вика, јас сум благ, јас сум кроток, јас сум мек, дојдејте кај мене. Земете го мојот јарем врз себе и следете ме. Ако некој од нас е жеден и е тргнат дали низ планината, дали низ ниви, не е битно, и толку многу е жеден и знае дека во близина има вода, нема ли да отиде да се напие вода? Ќе отиде, нели? Најнормално е, затоа што сакаме да ја угасеме нашата жед. Ако сме верници и веруваме во Божјото Слово, ако ни вели дојдете кај мене, наместо да дојдеме кај Исус, ние бегаме или често пати сакаме самите да ги решиме проблемите. А ако Исус вика надевај се на мене, ние се можеби надеваме дека некој друг, дали од семејството, дали пријател, дали колега, не е ни битно, ќе ни го реши проблемот. Предај се на Исус Христос. Предај се на Него и следи го Него. И таму, на таа гора, Исус почнува да ги учи своите ученици и да им говори, и отвара устата своje и им вика прво, блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажен е тој кој што е беден по дух, зашто е нивното царство небесно. Многу пати имам сретнато луѓе и разговарано со нив и за жал многу лошо ги разбират тие стихови и мислат дека луѓето треба да бидат сиромашни, мислат дека луѓето треба да немат ништо, пак за да може да бидат спасени. Пак колку да се става некој терет, откажи се од се, ама да биде спасен. Од друга страна, Бог ни дава благослови. Бог ни дава да имаме тоа што ни е потребно, но не да биде, тоа нешто материјално кое што го имаме да ни биде наш Бог, него да бидеме благодарни за тоа што Бог ни го дава. И сега кога вика, блажени се бедните по дух, беден човек, во Библијата како што значењето на тој беден човек е некој кој што е толку многу сиромашок, толку многу беден, кој што зависи од некој друг. Помошта негова зависи од некој друг. Имаме сиромави луѓе, нели, денеска. Но тие сиромави може да работат, може да заработат, може нешто да направат. Но беден да целосно зависи од помошта на некој друг. Целосно да биде зависен од помошта на некој друг. Беден по дух е човек кој што знае дека неговата душа е грешна и дека заради неговиот грев заслужува да биде во пеколот. И дека што и да прави, која и религиозност да има, колку пати да оде во недела во црква, колку пати да исполнува некој обичај, колку пати да исполнува некакви норми, да знае дека неговата душа е бедна и без интервенција од некој друг не може да биде спасен. Таа бедност е свесен дека не води во пекол. Заради мојот грев, јас заслужувам да бидам во пеколот. И сам по себе не можам да се спасам. Што и да направам, колку добри дела и да чинам, колку и да бидам религиозен, сам по себе не можам да се спасам. Ако не е интервенцијата на Исус Христос, ако не е
Христовата милост, ако не е тоа што Христос го има направено на крстот за нас, што го има дадено својот живот, има пролеано својата крв, што ги има земено моите и твоите гревови врз себе, да ја плати казната која што јас ја заслужувам, да умре и да воскресне после 3 дена. И да имаме надеж и вера во Неговото Слово, дека еден ден, на судниот ден, ќе каже, ти си мој слуга, влези во моето царство. Царството небесно припаѓа на луѓе кои што се бедни. Припаѓа на луѓе кои што си знаат дека сами не можат да се спасат. Царството небесно не припаѓа на луѓе кои што се алчни, не припаѓа на луѓе кои што се горди, не припаѓа на луѓе кои што се ударат сами по градите и викат, јас можам. Како, ако се сеќавате на случката на цариникот и на фарисејот кои се молеа, и кога фарисејот викаше, колку сум јас праведен, јас давам милостиња, јас се молам, јас помагам на другите, јас постам, а цариникот викаше, Боже, биди милостив према мене грешникот. Царството небесно припаѓа на такви луѓе. На тие кои што знаат дека се бедни во нивниот дух. Да бидат скршени пред Господ. Беден човек обично има и срам. Нели? Кој ќе видиме денеска на улицата. Не може гордо да стое и да вика, ајде, дај ми. Него бедниот човек е најчесто со спуштена глава и испружена рака и чека некој нешто да му даде. Скршен пред Господ на тај начин, знаејќи дека мојот грев ме тера да бидам беден, дека јас не сум послушен на Спасителот и дека единствено преку Исус Христос можем да добијам спасение, е само да испружеме својата рака и да ја бараме Христовата милост. На такви луѓе им припаѓа Царството Небесно, кои што се целосно зависни од Исус Христос, кои што се целосно предадени на Него, кои што целосно зависат од Него. И на тај начин, таа радост, тоа вистинско задоволство, тоа вистинско исполнување на нашиот живот може да биде жива. Кога сме зависни од Исус Христос, кога не се удараме самите во градите и викаме јас можам. Блажен, радостен, благословен, среќен, исполнет е човекот кој е беден по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Сите сакат да одат во рајот, а многу малку се со беден дух. Сите ќе кажат, добар сум, не сум толку лош, не крадам, не тепам, не ги правам други, некои толку лоши работи. Добро, има и други луѓе кои што не ги прават тие работи. Но дали си беден пред Исус Христос? Дали си беден во твојот дух, за да можеш да го добиеш Царството Небесно? И после вика, блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Бедноста само по себе води до плачење. Да жалиш заради тоа што ти си грешник. Да жали за тоа што ти ги кршиш Божите заповеди. Да жали за тоа што ти не живееш на начин како што Господ сака. Таа бедност донесува до плачење. Не може таа бедност да донесе нешто до нешто друго. Кога сме свесни во каква состојба сме, кога сме свесни во кој ни е крајниот резултат од нашиот грев, не може да ме носете сето тоа на мене до гордост и до некоја алчност, да бидам јас главниот, него носи до понизност, носи до плачење, носи до покаяние. Кога човекот се кае за своите гревови и вика, Господи, опрости ми, јас стварно не можам да верувам како ти ни го даваш твоето слово, ти ни го даваш твојот збор,
а сепак живееме пак на страна и сакаме самите да се спасеме, кога ќе сватиме Христовата милост, колку е голема на крстот, кога ќе сватиме колку тој ни има дадено, дека го има дадено својот живот за нас, кога ќе сватиме дека таа љубов е неизмерна за да не спаси од гревот и да ни даде вечен живот, не носи на покаяние, не носи на благодарност, не носи на смиреност, не носи на тоа да паднеме на колена и да кажеме јас сум зависен целосно од Исус Христос. Јас сум зависен само од Него. Не од другите луѓе, не од традицијата. Да има жалење за гревот. Сите ние ќе кажеме, нели, повеќето од нас, да не кажем сите, да се извинувам, многу ќе кажат треба така, треба така, треба така. Знаете што, денеска, искрено, има многу знаење во црквите, има многу познавање како треба да биде, а многу малку има живење. Многу малку има живење. Многу малку има посветеност на тоа што Божјиот збор ни го кажува. Знаеме како треба да биде, знаеме што Словото ни кажува, знаеме како Библијата не учи, ама немаме живење, немаме посветеност во сето тоа. Покајанието е да се оттргнеш од нешто лошо, да се оттргнеш од лошиот пат и да кренеш по патот на Исус Христос. Тоа е покајанието. Не можеме ние да кажеме јас се каам, а утре или после додеме пак да го уговараме нашиот ближен. Не можеме да кажеме јас се каам, а да имам омраза према некој друг. Не можам да кажем јас се каам, а да не бидам милостив према некој. Покајанието значи промена. Покајанието значи пак да се оттргнеме од едно што сме мислиле дека треба да биде и да се тргнеме кон Божиот пат. Тоа е покајанието. А тоа покајание ќе дојде само со плачење. Ако жалеме за тоа какви сме, ако жалеме за тоа дека нашиот грев не води во пеколот, и ако сме свесни дека Христовата милост, Христовата љубов е таа која не спасува, Христовата крв е таа која што не спасува и ни дава вечен живот. Блажени се тие кои што плачат, затоа што тие кои што плачат заради својот грев, тие кои што стварно се имат покајано заради својот грев, ќе бидат утешени, ќе имат награда во небесното царство, ќе бидат со Исус Христос, каде што секоја солза ќе биде избришена, каде што нема да има болка, каде што нема да има тага, каде што ќе има радост и заедништво со Исус Христос. Блажени се тие луѓе кои што се имат покајано. Дали стварно се имаш покајано за своите гревови? Дали стварно жалеш за тоа кој што ти си пред очите на Господ? Не говорам за тоа кој што ти си пред очите на другите луѓе, него кој си ти пред очите на Господ Исус Христос. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат за земјата. Бедниот дух, кој што не води да плачеме, не тера да бидеме кротки пред Господ. Не тера да бидеме понизни пред Него. Не тера да бидеме мирни пред Него. Затоа што јас не можам да му дадам ништо на Господ. Не можам да направам ништо. Едноставно, целосно зависиме од Него. И ме тера да бидам кроток. Ако треба да се споредуваме, и ако треба да се фалиме со нешто, дури во Еремија ни пишува, дека тоа е, треба да се споредуваме со Исус Христос и да бидеме слични на Него, или ако се фалиме, да се фалиме дека го познаваме на Господ Исус Христос. Се друго, кој што го имаме тука, се друго е минливо, се друго е заменливо. Но Господ Исус Христос останува вечен. Неговата љубов останува вечна, Неговиот збор останува вечен и тој е истиот кој што ќе ни суди
преку неговиот збор. Христијанството е озбилна работа. Не е шал. Не е само да кажеме, јас верувам за тоа што моите баба и дедо и татко и мајка се биле тука. Христијанството е лично. И секој треба лично да го разбери и секој треба лично да го живее. Затоа што секој еден лично од нас ќе дава одговор пред Исус Христос. Нема да дава одговор некој друг за мене. Нема јас за моите деца да одговарам. Секој сам ќе одговара пред Исус Христос. Блажени се кротките. Кога јас знам дека сум беден, дека заради мојот грев заслужувам смрт, дека заради мојот грев заслужувам да бидам вечно одвоен од Господ, дека заради мојот грев заслужувам да бидам во пеколот, без Божјо присуство, цела вечност, ме тера да бидам скршен пред Бог и да ја барам Неговата милост. Да плачам заради моите гревови, да се покаам заради моите гревови и стварно да се оттргнам од лошото и да бидам кроток пред Исус Христос. Кроток. Тие луѓе ќе наследат земјата. Ќе наследат земјата, ќе го наследат Божјиот дом. Тие ќе бидат новиот Ерусалим кој што ни се вели во Библијата, кога Христос ќе се врати, дека ќе биде обновен. Таму ќе има луѓе, ама ќе бидат луѓе кои што се верници во Христос Исус. Ќе бидат кротки луѓе. Не да се тука кротки, само да ако некој ги навреде па да преќутат, него кротки пред Божиот збор. И многу е битно кога читаме Библијата, кога изучуваме Библијата, да се поставаме прашање, да знаеме што е тоа што Бог ни го кажува, како Бог сака ние да живееме преку Неговиот збор. А не да ги читаме паушално работите. Денеска ја сакам да читам од Библијата, ќе отворам нешто тука, ќе прочитам 2 стика и готово. Не можеме да се заштитаме од злото со сами од себе, ако не бидеме во заедништво со Исус Христос преку Неговиот збор. Не можеме сами од себе да достигнеме некои работи. Мораме да црпеме од изворот. За да ја угасиме нашата жет, мораме да се напиеме вода. За да ја нахраниме нашата душа, мораме да црпеме од изворот, од Божиот збор. Блажени се кротките. Тие ќе ја наследат земјата. Кога Бог ме има толку понизено и ме има научено, јас да бидам кроток пред Него. Да не бидам возгордеен, да не бидам да се ударам во градите и да кажувам јас можам. Не можам јас ништо. Може само Исус Христос, кој што е во нас. Во некоја друга прилика ќе ги објаснам, се надевам дека ќе имам во скоро време прилика и другите блаженства, но во кратко само да кажам дека кога прво ние сме зависни од Исус Христос, кога прво ние сме свесни за тоа дека ни Исус ни е потребен, кога имаме скршено срце пред Него, кога сме бедни пред Него, кога се каеме за своите гревови, кога сме кротки пред Него, резултатот кој што излегува од сето тоа е да бидеме гладни и жедни за Неговата правда. Сакаме да учиме повеќе и повеќе за Христос. Сакаме да се хранеме повеќе од Неговиот збор. Сакаме да ја знаеме Христовата вистина. Сакаме да ја живееме Христовата вистина. А таа вистина ќе не натера да бидеме милостиви. Таа вистина ќе ни даде чисто срце. Таа вистина ќе не направи миротворци. Таа вистина ќе не дотере до тоа можеби да бидеме и гонети и прогонувани заради Христовото Слово и ќе ни викат дека треба да бидат затворени или дека не чинат или дека се некакви. И ќе не срамат, можеби, заради Христовото Слово, но ни вели на крај да се радуваме за тоа што наградата наша, наградата е голема. А таа награда
е вечниот живот во Христос Исус. Без разлика низ кои ситуации да поминуваме ние денеска, без разлика кои предизвици да ги имаме ние денеска, треба да знаеме дека животот тука на земјата порано или покасно ќе заврши. Нема некој одредено правило да кажеме јас ќе бидам до тогаш, јас ќе бидам до тогаш. Господ е тој кој што е создател на животот, Господ е тој кој што го има животот во своите раце. Сите ќе заминеме од таа земја. И сите ќе застанеме пред лицето на Исус Христос. И сите ќе бидеме судени. За некој ќе биде кажено браво, верен и праведен слуго, влези во Царството Божие. За други ќе биде кажено бегај од мене, не те познавам. Сметките кои што ние треба да си ги измиреме со Бог, со Исус Христос, преку силата на Светиот Дух, се тука, додека сме живи. Покајанието треба да се случи тука, додека сме живи. И таа радост, таа вистинска исполнетост, почнува од моментот кога се каеме, од моментот кога велиме дека ни е потребен Исус Христос. И целосно ја имаме надежда во Него. Сакам да го охрабрам сите дека да почнеме да размислувате за тоа едноставно. Да си ги средиме сметките со Христос. Тоа заедништво што го викаме дека го имаме како христијани, таа радост која што ја викаме дека имаме како христијани, да биде видлива. Да биде дел од нашите животи, да не биде само некоја маска, да не бидеме како некои фарисеи, да не бидеме како некои лицемери, него да бидеме вистински чеда Божи, знаејќи дека спасението ни е исклучиво дар од Бог. Исклучиво ни е дар од Бог, не е по моја заслуга. И таа милост, тој дар, да не научи да бидеме понизни, да бидеме смирени, да бидеме кротки пред Господ, а и пред другите луѓе. Да можеме стварно со радост после тоа да го проповедаме Евангелието. Да бидеме солта и светлината на таа земја. Затоа што има и други луѓе кои што не го знаат на Христос, а умират и ќе бидат во пекот. А може би, Бог може да не може би, него сигурно Бог може да не употреби нас, како негови инструменти, да го проповедаме неговото слово, за и други луѓе да можат да дојдат до познавање дека Исус Христос е Бог и дека ни е потребно да бидеме во заедништво со Него, ни е потребно да бидеме скршени пред Него, да бидеме со солзи, со покаяние, да бидеме кротки и да учиме од Неговиот збор. Нека Христос сите не благослови, нека не менува, нека ги променува нашите умови, затоа што тоа сето доаѓа од промената на умовите, не доаѓа од нас самите. И во Римјаните 12 глава, првиот и вториот стих, браќа, во името на Божјото милосрдие ве молам, подете ги телата ваши во жртва жива, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразувајте се во вознобувањето на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и соувршено. Менувајте го вашиот ум. Кога умот ни е усмерен према Христос, и делата ќе бидат христолики. Кога умот ни е усмерен на световни работи, и нашите дела, нашиот живот ќе биде една рефлексија на световни работи.
Се надевам и молам дека стварно Божиот дух ќе работи во сите нас, да не направи да бидеме послични и послични на Христос. Амин. Може да се помолиме. Господи Исусе Христе, Ти благодараме за Твоето Слово, Ти благодараме за Твојот збор, Ти благодараме, Господи, за тоа што Ти си жив и за тоа што можеме целосната утеха да ја имаме во Тебе. Ти благодараме за тоа што можеме целосно да бидеме исполнети, радосни, задоволни во Тебе и да не гледаме на тоа што светот ни го нуди, да не гледаме на тоа, Господе, на што другите мислат, него да гледаме на тоа кои сме ние пред Тебе и кои си Ти за нас. Биди прославен преку секој ден од нас. Откри ни се лично, да можеме да Те спознаеме како Спасител, да можеме да паднеме на колена пред Тебе, Господе, да жалеме за нашите греови, да се оттргнеме од лошиот пат и да Те следеме Тебе. Да бидеме кротки пред Тебе и да можеме да учиме од Твоето Слово и да го живееме Твоето Слово. Преобразувај ги нашите умови преку силата на Твојот Свети Дух. Обновувај не постојано, Господи, да можеме да осознаваме тоа што е свето и угодно на Тебе. Учи не нашиот фокус да биде на Тебе. Учи не, Господе, да бидеме свети. Учи не да бидеме предадени на Тебе. Со гордост да го носиме Твоето име, со гордост да се нарекуваме христијани, дури кога поминуваме низ тешки моменти, дури кога поминуваме низ разни искушенија, дури кога поминуваме низ прогонства. Со гордост да можеме, Господ, да кажеме дека секој еден дар е добар дар од Тебе. Затоа што Ти можеш да не научиш и преку страданијата, Ти можеш да не научиш и преку испитувањата, Ти, Господе, можеш да не научиш и преку благословите кои што ни ги даваш секој ден. Да бидеме зависни од Тебе, Исусе Христе, да можеме целосно да бидеме предадени на Тебе и да можеме со радост да го живееме Твоето Слово и да го проповедаме Твоето Слово. Биди прославен преку силата на Твојот Светите Дух, Татко наш, во Твое име, Исусе Христе. Амин. За крај ќе испееме 262.
Сега децата се наред. Разбираме. Кроткиот збор гневот го облажува, а навредниот јарост ствара. Треба да сме кротки и децата се знаеле што учат. Следната недела службата исто во 10. Други некои сообщенија, ако нешто се случува, ќе бидете известени. Ќе ве замолам само да се исправиме за благослов. И нека Господ сите не благослови и не направи да бидеме слични на Него, на Исус Христос, и да погледне кон тебе Господ со своето свето лице, да те помилува, да го сврти Господ кон тебе лицето свое и да ти даде мир. Амин.